Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, доброделовте во епизода 22. Овде ќе зборуваме за Losing Streak Management и Emotional Control System. Тоа ќе биде насловот на денешната видеолекција. Losing Streak Management и Emotional Control System. Ајде вака. Ние како трейдери не губиме затоа што не знаеме да тргуваме. Најголемиот проблем е тоа што не знаеме да се контролираме. Бидејќи една низа на загуби или една низа на добивки може да ти го уништи месецот, но може и да те направи професионалец. Колку пати сте биле во revenge trading? Колку пати сте прекршиле правила после 2 до 3 загуби? На овие прашања секогаш треба да обрнеме внимание, бидејќи секогаш кога имаме загуба, нашите емоции функционираат така што да сакаме таа загуба да ја вратиме на позитивна нула, а и нешто ако сме во можност да профитираме. Но секогаш кога правиме повеќе загуби, 2, 3 или 4 со ред, тогаш следи прекршувањето на правилата. Цел за ова видео е да научите систем, а не да сте мотивирани. Затоа, кога се случуваат овие работи, секогаш треба да имаме одговор на истите прашања. Ајде да видиме вака, што точно ни представува Losing Streak. Тоа всушност е нормален дел од играта, бидејќи и професионалците знаат да имаат до 5 загуби, понекогаш и до 10. Но да видиме математичкиот систем како функционира. Ако имаме 50% win rate, тогаш статистички е нормално да имаме 5 загуби поред. Но поентата на сето ова, проблемот не е losing streak, туку како реагираме на истиот. Проблемот што настанува делува и доста психолошки, бидејќи кога имаме психолошки проблем,
односно кога се наоѓаме во брекдаун, тогаш следуваат низот его, страв да не изгубиме, настанува revenge trading, потоа следува overtrading и на крај имаме кршење на правилата. Психолошкиот проблем не доаѓа од маркетот, тоа доаѓа од нашиот мозок. Зошто? Бидејќи кога се наоѓаме во психолошка нестабилна ситуација, треба да запамтиме едно. Доколку продолжиме во тој момент да тргуваме, секогаш ќе ни се случи оваа низа на ставки. Бидејќи нашиот мозок не размислува правилно, нема доволно фокус и тогаш настапува на сила нашето его, се плашиме да не влезиме во поголема загуба, пробуваме да му се одмаздиме на маркетот и не ги почитуваме правилата по кои треба да се водиме во целата наша игра. Циклусот вели вака: кога имаме загуба, добиваме емоционална реакција на мозокот и со самото тоа носиме лоши одлуки. А сумата на крајот сите тие работи само доведува до поголема загуба. Заклучно од ова е тоа дека маркетот никогаш не те уништува. Се уништуваме самите себе. Заклучок. Маркетот нема да те уништи. Се уништуваш сам, бидејќи од психолошкиот проблем ја правиш оваа низа на ставки која те доведува до самоуништување. Како да најдеме решение? Решението е всушност емоционалниот систем на контрола. Да речем, имаме пример ќе земеме сега. Систем на тешки правила. Ова запамтете го добро. Ќе се водиме по пример. Максимално што треба да имаме е 2 трейда на ден. Доколку добиеме максимум 2 до 3 стоп лос, пауза. И мора да имаме ограничен daily loss limit. Го спомнавме во претходната епизода, го земаме 2 до 3% максимум во денот. За да имаме автоматска дисциплина, не треба да се размислуваме дали треба да ги почитуваме овие правила. Овие правила ни се едни од најважните на нашиот дневен план, по кој се водиме во трейдингот и кои треба да ги почитуваме за да имаме стабилен систем и во иднина да станеме конзистентни и профитабилни. Механизам на пауза. Кога имаме стоп лос, не смееме
да влегуваме одма повторно. Во трейд, него чекаме 10 до 15 минути за стабилизирање на маркетот. Или евентуално нов сетап. Секогаш, кога ќе добиеме стоп лос, нашиот мозок размислува само како да ја вратиме загубата што сме ја добиле. Но доколку влеземе веднаш во трейд, нов, ние само можеме да направиме подлабока загуба, бидејќи нашиот фокус не е моментално на маркетот, него фокусот ни е на парите. А како што рековме претходно, не сме тука за да гледаме пари, тука сме да градиме систем кој ќе трае долго време. Доколку го почитуваме овој механизам на пауза, никогаш нема да правиме revenge trading. Зашто? Бидејќи имаме систем на правила кои ги почитуваме и после загубата воведуваме механизам на пауза, односно ресетирање на самиот наш мозок. Бидејќи кога еднаш избега фокусот од чартот, му треба барем 5 до 10 минути, ете нека и 15, за да се стабилизираме и да се пронајдеме повторно на самиот чарт. Доколку ова ви е запишано, ќе го тргнам, за да може да продолжиме понатака. Овие правила ќе ги оставам. Се што гледате на чартот, запишете си, бидејќи тоа е дел од самото емоционално контролирање. Секогаш треба да се водиме по некаква чеклиста. Па во случајов имаме емоционална чеклиста, каде што пред секој трейд треба да се запрашаме. Дали сум доволно смирен и фокусиран? Дали сакам да вратам пари? И дали ова е мојот валиден сетап? Или е само импулс? Кога ќе си дадете одговор на сите овие прашања, тогаш имате право да влезете во трейд. Но доколку само еден одговор на овие прашања е негативен, не тргуваш во моментот за да не те доведе до кршење на правилата и до брекдаун на самиот акаунт. Систем и чувство. Правило. Јас не тргувам кога сакам. Тргувам само кога имам валиден сетап. Единствената разлика
помеѓу почетник и професионалец е тоа што почетникот секогаш се базира на чувства и емоции, а професионалецот е базиран на правила и логичен сетап. Следно што треба да прифатиме како дел од самата игра е загубата, бидејќи кога имаме лос, секој трейд е независен од другиот. И стоп лосот е едно бизнес патување од самата игра. Ова секогаш мораме да го разбереме, бидејќи секој свој бизнис има нормален трошок. Во трейдингот стоп лосот е нормалниот трошок кој нас ни влијае позитивно за да сватиме каде сме сгрешиле и што не сме направиле правилно. Замислете го ова како некоја продавница или некој дуќан кој само плаќа кирија. Тоа е нормален трошок. И тоа е дел од бизнисот. За бизнисот да опстане, продавницата да постои, тој што ја држи продавницата мора да плати кирија. Losing streak протокол. Ова запишувајте го, бидејќи ова е конкретен план. Ако добиеш 3 плюс стоп лос на ден, тогаш треба да се водиш по неколку правила. Стоп трейдинг еден ден. Направи бектест на самиот ден и проверка дали системот работи или грешката е во тебе. Овој протокол треба да го почитуваме, бидејќи кога ќе направиме одреден број на загуби или да речеме сме испукале доста куршуми непотребно и сме се нашле во фронтот на војната, тогаш треба да се повлечеме. Самото повлекување од маркетот не значи дека се откажуваме од трейдингот, не го правиме само одмор на мозокот, се потсетуваме на нашите замисли, го фокусираме повторно мозокот на чартот и ја воведуваме на сила дисциплината. Доколку имаме психолошко надградување од почетник до професионалец, вика вака. Почетникот
секогаш во себе вели морам денес да добијам. Професионалецот секогаш вели морам да го пратам системот. Тоа е единствената разлика помеѓу почетник и професионалец. Бидејќи почетникот и професионалецот може да работат со иста стратегија, каде што на едниот му функционира, на другиот не. Тоа е разликата, бидејќи почетникот не чекал формирање на патот на цената, него имал замисла дека мора да заработи, а професионалецот вели морам да го испратам процесот. Додека не видам валиден сетап, јас не тргувам, макар денот да би бил и без трейд. Затоа запамтете едно. Не ви треба нова стратегија, не ви треба нов индикатор. Ви треба само контрола. Ако не можеш да се контролираш самиот, тогаш маркетот ќе те контролира. Доколку ви се допадна видеото, заследете не за повеќе реални трейдинг системи, а до следната епизода ви посакувам успешна работна недела и се гледаме за брзо. Поздрав!